Добар ден, ученици, добро дојдовте во нашата училница на часот по македонски јазик. Се што ви треба за овој час е учебникот по македонски јазик, тетратката по почетно пишување, молив и гума. Подгответе се за часот. Денес на часот по македонски јазик ќе обработиме една басна. Ајде да се потсетиме за басните. Басните се кратки приказни во кои писателот пишува за животните, но мисли на човекот. Во басните преку ликовите на животните се опишуваат добрите и лошите особини на човекот. Целта на басните е да поучат и да го истакнат она што е убаво и добро кај луѓето, а да го искритикуваат она што е грдо и лошо. Затоа, на крајот од басните, најчесто се истакнати кратки поуки или пораки. Ајде, земете го учебникот пред вас, отворете на страна 144. Таму се наоѓа басната, која се вика Инаетчи. Јас ќе ја прочитам, а вие внимавајте. Инаетчи. Преку длабокиот поток, луѓето наместиле греда за поминување. На средината на гредата се сретнале два јарца. Тргни ми се од патот, рекол едниот јарец. Тргни се ти, јас не сакам, рекол другиот. Ќе видиме кој ќе се тргне, рекол првиот и ги наведнал роговите, подготвен за борба. И другиот се налутил. Во борбата паднале заедно во водата. Ајде сега вие прочитајте ја оваа басна. Откако ја прочитавте басната, земете ја тетратката пред вас, запишете го насловот. Ајде да видиме кои ликови ги забележавме во оваа басна. Јарците. Каде била поставена гредата? Гредата била поставена преку длабокиот поток. Каде се сретнале двата јарца? Двата јарца се сретнале на средината на гредата. Што рекол едниот јарец? Тргни ми се од патот. Ајде, запишете ги, одговорите на овие прашања во тетратките. Одиме понатаму. Што одговорил другиот јарец? Тргни се ти, јас не сакам. Што направиле двата јарца откако не сакале да се тргнат? Двата јарца почнале да се борат. Каде завршиле двата јарца? Двата јарца заедно завршиле во водата. Какви биле јарците? Што мислите? Јарците биле брзоплети, непромислени, завидливи и инаетчи. Ајде, запишете ги и овие одговори во тетратките. Откако ги запишавте одговорите на прашањата, следуваат пораките, поуките од оваа басна. А тоа се: никогаш да не бидеме брзоплети и неразумни. Од инает полош занает нема. Лошото со лошо се враќа. Запишете ги овие пораки во тетратките.
Откако ги запишавте пораките, со тоа ќе го завршиме денешниот час по македонски јазик, следува домашната работа. Домашната работа е да ја препишете басната со ракописни букви. Драги ученици, ви благодарам за вниманието, се гледаме следниот час. Довидување!